Меѓународниот ден на белиот стап, што представува за вас? Каква порака сакате да испратите до јавноста? Зошто е значен тој и за училиштата во кои што работите? Белиот стап за нас како училиште, за мене лично како лице со ошетен вид и општо за самата заедница представува еден символ за независност со кој што ние, самите лица со попреченост, со ошетен вид, сакаме да им кажеме на јавноста дека сме тука, дека сме присутни, дека сакаме да живееме заедно во една заедница која што не вклучува и нас исто како и останатите. Тој ни помага во три функции: да не заштитува кога се движиме, да ни помага да добиваме информација од околината преку допирот и звукот и да ни даде една символизација, да не идентификува пред другите дека ние сме малце поинакви од нив и треба да внимаваат малку повеќе на нас во самиот сообраќај. Вие сте наставник, вие исто така ќе имате настан денеска, сте координатор на настанот, така, во одбележување на денот. Па, ајде да започнеме со тоа. Еве прво со денешниот ден. Што сакате да пренесете преку настанот кој што го организирате денеска? Самиот настан за нас е огромна чест, бидејќи ќе биде присутна претседателката на државата и министерката за образование и наука. Со тоа сакаат и ние сакаме да покажеме дека дури највисоките функционери во државата му даваат значење на ова толку значајно помагало за нас лицата со ошетен вид. Настанот ќе трае околу 1 час. Предвидено е освен свечени говори да има и една панел дискусија на која што дел ние што сме вработени во училиштето, наши ученици, наши завршени ученици ќе го кажат значењето за нив, ќе зборуваме за историјата на белиот стап, од кога се користи и ќе го начнеме оној горлив проблем со предизвикот околу самите инструктори за ориентација и мобилност. Така се нарекува предметот кој што во нашето училиште се предава од прво оделение и сите ученици кои што учат кај нас од прво оделение па натаму имаат можност 2 часа неделно индивидуално со наставници, специјални едукатори во нашиот случај да ги изучуваат техниките за ориентација, но и да научат како да користат својот мозок, својата глава за да навигираат од точка А до точка Б во околината. Училиштето Димитар Влахов, вие каде што предавате во општината Киселавото, така? Да, во Киселаво се наоѓа. Колку е важно лицата со оштетен вид тие да се видливи во јавниот простор? Го споменавте тоа дека имате задолжителен предмет во кој што се учи начинот на ориентација, на користење на белиот стап и така натаму, но едно е вие да научите и да можете да се снајдете, но колку општеството, граѓаните дозволуваат и всушност вие сте видливи во тој простор. Во самата околина мислам дека не постои човек кој ќе се спомне синтагмата дом на слепи да не знае каде се наоѓаме и кои сме ние. Меѓутоа веќе и во пошироки рамки, особено од 1 септември, нашето училиште, иако досега беше државно училиште за рехабилитација на деца и младенци со ошетен вид, доби една нова надлежност, нова дејност, а тоа е да бидеме ресурсен центар на ниво на цела држава и да ги опфаќаме сите ученици со ошетен вид. Она што е поддршка во аспект на обезбедување литература, обезбедување учебници на Брајлево писмо, давање вакви специфични предмети, настава на специфични предмети, значи целиот тој дел сме задолжени во државата да го покриваме ние и како такво единствено училиште за основно и средно за специјализирано за лица со ошетен вид, ние тоа се трудиме да го покажеме во јавноста. Доста сме активни на социјалните мрежи. Нашите ученици, иако не многу на број, се постојано активни, постојано на настани. Така што мислам дека имаме добра видливост и еве со помош на вас, медиумите, се надевам дека таа видливост ќе продолжи да расте и секој ќе слушне за ово училиште, бидејќи јас имам завршено во ово училиште, претходно сум бил во редовно и знам колкава е разликата да учиш во училиште чиј кадар е обучен специјално за да ти го даде максимумот да го искористиш, максималниот потенцијал да го оствариш од себе, така што секој би требало да слушне и евентуално во случај на
деца со ошетен вид да се обрати кај нас или за индиректна помош или за директно да се запишат овие деца кај нас и да бидат успешни ученици, бидејќи нашето училиште има интернат и сите деца од цела држава веќе 71 година е ова поред каде што може да се запишат може и да учат и да престојуваат. Да. Кристијан Лазарев, вие работите секојдневно со учениците. Професорите обично се пример, обично се примери за однесувањето, примери за тоа, за начинот на живот и така натаму. Како изгледа еден ваш типичен ден? Какви методи, какви техники користите за од една страна да го пренесете знаењето, но од друга страна и да направите еден непосреден пријателски однос со нив, значи да го држите оној баланс, сепак сте многу млад и верувам дека и ве гледаат на еден начин и како идол. Споминавме дека пред година и нешто бевте гостин кај мене и тогаш зборувавме за подвигот што го направивте. Се пошегувавме дека не, денеска не ви треба таков предизвик, но бевте првиот кој што скијаше. Така е. Така? Да. Многу кој што авантури. влезе во една таква авантура. Така што во контекст на сето тоа и на тоа што се пошегувавме дека авантурите не треба денеска, сега веќе кога работите со деца. Па еве, каков пример вие представувате за нив, како го држувате односот со нив? Така е, многу авантури што имам поменато, сакам тој дух да го пренесам на моите ученици, бидејќи тие знаете дека секогаш родителите се најзаштитнички настроени кон своите деца и сега се обидуваме дури со колешката Бејра, која што исто така позната во јавноста и други мои наставници со ошетен вид, бидејќи во училиштето некои 10-15, па можеби 20% од персоналот се лица со ошетен вид и тоа е со цел ние да служиме како еден вид модели за тие ученици да знаат дека можат да успеат и се обидуваме тој дух да го пренесеме и на нив. Секој од нас има различни вредности, различни предиспозиции, мислам на нас, наставниците со ошетен вид, така што дел од наставничките што се по пијано, по музичко, кои што имаат ошетен вид ги мотивираат нашите ученици да бидат и тие така добри музички образовани, да свират пијано, да бидат добри ученици, додека јас како наставник по македонски јазик сакам да им го пренесам знаењето за бројовото писмо, сакам да ги мотивирам повеќе да читаат, сакам да ги мотивирам да користат повеќе технологија, бидејќи технологијата е една од моите посилни страни, додека колешката Бејра, например, таа работи да спомнеме Бејра Серифовска, да. Таа работи по план со учениците обично во втора смена и оние животни вештини кои што за сите нас многу значат и секој од луѓето што гледаат ги стекнуваат на еден така поприроден начин, таа се обидува да ги пренесе на учениците на еден нејзин начин, бидејќи таа веќе 15 години живее сама во Скопје и сето тоа лично искуство, мислам дека е многу значајно што го пренесува за нашите ученици. По вашиот подвиг секој од нас си го дава својот дел во својот пример, да. По вашиот подвиг со скијањето, Бејра беше првото лице со оштетен вид кое што го истрча и маратонот. Така што Скопскиот маратон, така што примерот се дава дека никаква препрека не постои, дека се е возможно доколку се сака. Сега кои се најголемите предизвици со кои што вие секојдневно се соочувате во делот на секојдневното функционирање и во училиштето, надвор од училиштето, комуникацијата со децата? Предизвици за нас како лица со попреченост има многу. За жал, и мислам дека тоа е својствено за целата држава, не е само за нас како една маргинализирана група, меѓутоа во нашиот ментален склоп предизвиците секогаш се можност да успееме да направиме нешто плюс. И така кога ќе се сретнеме со тие предизвици, никогаш не очајуваме, не одиме во депресија, туку напротив, секогаш бараме начин да излеземе од тие предизвици. Токму денешниот ден, денот на белиот стап, и кога учиме како мали, јас кога сум учил овој предмет, една од работите што е многу важна за овој предмет е
оној проблем солвинг или решавање на проблеми дел кој што се учи, бидејќи не секогаш можеме да ја користиме на примерицата рута. Не јас ако одам од дома до работа секој ден по истиот тротар, може да се случи еден ден тој тротар да биде зафатен од скеле, има конструкција, ископане, има некој проблем што не можам да поминам од истата страна. Или едноставно секојдневно некој си го паркирал возилото, да речеме, на пример. Зборувам за несекојдневни моменти и кога ќе се случи таква ситуација, ние мораме да ги решаваме проблемите на лице место. Ние немаме време да очајуваме тука на улица и да бидеме драматични, туку мора да го користиме мозокот и да направиме нова рута. И истото тоа го применуваме и во другите работи. Например, имаме големи тешкоти со набавката на учебници. Знаете дека многу често се менуваат, кога ќе се направи нов учебник, за нас работата тука доправа почнува. Треба да го дигитализираме тој учебник, да го адаптираме, бидејќи едно е да се пополнува табела или да имаме вежби од типот на погледни сликата и сега напиши што гледаш на неа. За нашите ученици таа слика нема ни никогаш да ја погледнат, затоа постојано правиме адаптации на учебници, наоѓаме начини како тие да се испечатат, работиме максимално посветено за учениците да можат да го имаат тој материјал целосно достапен, така што решавањето на проблеми е составен дел од нашата работа секојдневна и од нашиот живот како лица со попреченост, лица со ошетен вид. Така што тоа е тоа, ние одиме секогаш напред. Се воодушевам на карактерот кој што го имате и на вашиот сензибилитет во делот дека не постои никаква препрека. Така ве запознав, не се менувајте така да останете Кристијан. Знам дека многу вложувате во себе и надвор од професионалниот ангажман како професор, но сакам да ве прашам колку општо професорите кои што се и ваши колеги имаат можност да вложуваат во себе во делот на образованието, во делот на надоградба лична, во делот на и можности на поинаков начин на некогаш на учениците одредена материја да им ја доловат, да им ја прикажат, па и материјали да обезбедат. Колку имате можност за такво себе надоградување? Во денешно време, каде што интернетот ни дава милиони информации секојдневно, мислам дека податоците се тука и секој има можност да се надоградува. Може би тие начини на учење не се толку формални како што е учењето на факултет и затоа треба само иницијативно да се пристапи кон тоа учење. Знам дека добар дел од наставниците не се само пренесувачи на знаење, туку мора и да учат. И да вложуваат во себе. Наставничката професија сама по себе тоа го претпоставува. Постојано се менува науката, особено оние предмети каде што секој ден има нови откритија, наставникот ако не е во тек не може да им ја даде на учениците вистинската и точната информација. И ако тоа некогаш поменувало пред 50 години, наставникот е единствен извор на информација и толку сега учениците знаат многу лесно да отворат интернет и да ни кажат не, чекате, тоа не е вистина. Затоа мора многу да сме внимателни и тоа го правиме, се подготвуваме за секој час. Во нашето училиште наставата е по најредовни програми како што и во сите други училишта. Единствениот дел е во поглед на адаптациите и кај оние ученици кои што имаат дополнителни попречености од типот аутизам, интелектуална попреченост, дислексија, кои што некои се комбинирани со оштетениот вид, тогаш имаме намалување на целите или менување на целите, малку поедноставување на начинот на обяснување на содржината, меѓутоа содржините се тие и се обидуваме секогаш да им ги пренесеме на пристапен, достапен начин за нив. Така што нашата работа секогаш бара, мислам, многу професии бараат дека треба да се учи постојано, мора да се учи. Никогаш човекот не може да остане без да учи и како наставници ние тоа мислам дека најдобро го знаеме и го чувствуваме на себе. Да, тоа е, како што велите, обврска на некој начин. Би сакала да споделите некоја приказна од некој успех кој што особено ви е драг и од некој од учениците. Да биде како при крај на разговорот. Имаме ученици кои што успеале и се успешни луѓе денес, тоа се повеќето од учениците, така што кој да го издвојам од примерите бе бил
не фер спрема останатите, меѓутоа нашите ученици, ќе зборувам генерално, во нашето училиште имаме неколку струјки во средното училиште и досега успешна во поглед на вработување е струката физиотерапевтски техничар. И пред неколку дена баш седев со околу 18, 20, 23-4 годишници, кои што ми кажа повеќето дека успеале да најдат работа. За мене тоа е многу голем успех за нашето училиште, бидејќи лицата со ошетен вид, некои 87% се невработени во просек, според некои статистики, така што кога седевме 8-10 луѓе на маса, а јас знаев дека 6 се вработени, за мене тоа беше огромен успех на училиштето. Нашите успеси како училишта, особено на нашето, не се мерат на самиот час, не се мерат со една петка, се мерат откако нашиот ученик ќе заврши и ќе најде работа и ќе стане самостоен човек, ќе си формира семејство и дури тогаш може да кажеме да, ние сме успеале како училиште. И мислам дека веќе со нашето 7-децениско постоење и бројни генерации на успешни луѓе покажуваме дека успесите во училиште не се случајност, туку се пракса. Споминавте физиотерапевтите, може слободно да кажеме дека во јавната здравствена установа која што е во Скопје токму за физиотерапевтите, дека за рехабилитација, дека тие делот од кај вас по завршување на студиите се вработуваат токму таму. Така што убаво што го споминавте дека е една од ретките јавни здравствени установи која што соработува директно со училиштето. Би сакала на крајот само да го заокружиме разговорот со тоа дека ајде да го одбележиме денот. Споминавме неколку пати што значи за вас овој ден, но би сакала да го завршиме разговорот со каква порака вие би упатиле до општеството, до гледачите, до сите оние кои што не гледаат токму на денешниот ден, на меѓународен ден на стапот, на билиот стапот. Јас би сакал да им кажем на сите луѓе, што не слушаат, што не гледаат, кога ќе сретнат некојаш слеп човек на улица со бел стап, да не го одменуваат само така, да не му пречат, меѓутоа да не го одменуваат само така, да пробаат да го замислат неговиот живот, незиниот живот и да разберат колку треба храброст да имаш во ваква држава како нашата, да се осмелиш, да го користиш ова помагало кое што за нас е многу значено и ни дава нашата самостојност, прави да не сме луѓе во домашен притвор, туку да можеме слободно да живееме со нив во заедницата. Кристијан Лазарев, професор во училиштето за оштетен вид Димитар Влахов, ми е чест и задоволство што ве познавам. Се гледаме и во следна прилика и се надевам со некои ваши подвизи, успеси, нешто што предизвици, некои кои што повторно се поминале сите пречки и граници кои што не постојат за вас, дека повторно ќе се видиме и ќе зборуваме за такво нешто. Секако се надевам, ви благодарам на поканата.